Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е Арафат Муареми, директор на Управата за финансиска полиција. Господине Муареми, иако како институција имате сериозна улога во справувањето со борбата против криминалот и корупцијата, сепак јавноста за вас дозна или поинтересни станавте по завршувањето на последниот предмет за мостот Око од контраверзниот проект Скопје 2014. На колку други истраги поврзани со овој проект работите во моментов и кога може да се очекуваат некакви нови детали за истрагите? Факт е дека последното време Управата за финансиска полиција го дава својот ангажман во борбата против финансискиот криминал и организиран криминал сепак и е ориентирано за гонење на кривични дела кои што произлегуваат од злоупотреба на службена положба од јавните личности, односно функционерите што имале обврска да дават отчет на граѓаните за својата дејност. Последниот настан кој што се случи во Управата за финансиска полиција, тоа е изградбата на мостот Око. Такви настани верувам дека за брзо време ќе има и други и ќе бидат поинтересни од тоа што веќе беше јавно дадено на пресконференција на Управата за финансиска полиција. Во која смисла интересни? Може ли да бидете поконкретен? Поинтересно затоа што износите кои што се злоупотребени, а тие се буџетски пари, се каде поголеми од тоа што веќе беше дадено на пресконференција. Управата го заврши својот дел од работата во предметот Око. Меѓутоа, какво очекувате да биде разврската конечна на овој случај? Дали е доволно што парите се вратени или сепак сметате дека треба да се понесе некаква одговорност за тоа што е направено и да послужи како пример за друг да не го стори истото дело? На пресконференција ние истакнавме дека е изготвена и е поднесена кривична пријава до јавното обвинителство, надлежен за изградбата на мостот Око, а од друга страна веќе директно или индиректно имаше признавање на вина, односно одговорноста, нели, која што произлегува од таа кривична пријава и исто така, нели, добивме и потврда од општина Центар дека се вратени паричните средства односно наодот кој што е утврден од наша страна како финансиска полиција. Сепак јас сегаш викам дека кривична одговорност треба да има и тоа, значи, ќе се бара со поднесената кривична пријава од Управата за финансиска полиција до основното јавно обвинителство. Колку беше тешко да се докажат злоупотребите во овој предмет, па и во други, каде што е можеби многу потешко да се следи трагата на парите? Финансискиот криминал навистина е тешко за докажување затоа што се работи за активности кои што директно имаме документација. Кога се работи за финансиски криминал, мора да биде подкрепено со докази од формата на документација. Документацијата сегогаш не ти го дава така, него треба, значи, да се најде модул да се дојде до таа документација, која што ќе биде како круцијален доказ во целата кривична постапка. Секогаш ние не викаме дека од прво си ги обезбедуваме доказите. Исто така и за мостот Око го работевме негде 6 месеци, меѓутоа имавме некои проблеми за обезбедување на таа документација, бидејќи со образложение од страна на надлежните институции дека била претhodно архивирана, па не веќе се работи за некоја постара документација и дека веќе не е во општина Центар, него е однесена на друга надлежна институција за архивирање на документација. Меѓутоа, кога си упорен, нели, за се докаже одредена одговорност, се стига до успех, од кај што верувам дека веќе е пристигнат. Господине Муареми, преку истражувачки истории на новинарите, па и преку конкретни предмети на специјалното јавно обвинителство, дознавме дека преку добро осмислени шеми, високи функционери на претходната власт наводно переле пари и одлевале големи средства во Лугано, Белизе, Девствени острови и други даночни прибежишта.
Имате ли вие средства и начини како да дојдете до конкретни докази кои што ќе ги докажат ваквите криминали, односно ќе докажат дека постоеле наводни мрежи преку така наречените офшор компании? Ние како истражен орган секогаш си ги пробаме сите модели, сите опции за докажување, значи тие наводи што вие ги спомнавте предно. Тука имаме бизнисмени, јавни личности, функционери кои што стојат на многу такви фирми кои што се основени на тие офшор или земји, даночни раеви да се кажува. Меѓутоа, од досегашното истражување и анализа утврдуваме дека поголемиот дел од тие фирми кои што се основени на тие даночни раеви, тие земји, несоработници, сепак тие фирми само се основени таму, меѓутоа сметките ние утврдивме дека поголемиот дел од тие сметки ги имаат на одредени европски земји, а тоа и може да се каже преку Кипар. Таму кај што основаат подружници нивни и преку тие подружници си ги откупуваат удели, по разни основи ги инвестираат тие пари кои што се како да ги кажеме црни пари, ги инвестираат во правни субјекти, во јавни претпријатија во Република Македонија. Дали за овие случаи за кои јавноста дозна, како што реков, од новинарите и од СЈО, Управата за финансиска полиција имала претходни сомневања, претходни индикации, и ако било така, зошто не покренала истрага порано? Ние претhodно кажавме дека сепак се работи за земји кои што не соработуваат како генерала со Република Македонија, меѓутоа како оператива секогаш имало сознанија дека се работи на тој начин. Меѓутоа, за да се постапи, треба да се оформи предмет за понатаму да се даде на инспекторите, односно на оперативците, да излегуваат на терен и да докажат тоа. Сепак се работи за фирми кои што Управата за финансиска полиција ги нема достапни тие податоци, а тие се од тие офшор земји или па преку, например, Кипар последно време ни се произлегува како легализација на парите и ги внесуваат пак во Република Македонија како легални пари. А се знае дека тие сметки, односно позади тие сметки стојат наши граѓани на Република Македонија. Значи, индикации дека се переле пари, такви сомневања имате како институција. Дали сте оптимист дека можат да завршат таквите случаи и дека за криминалите некој ќе одговара, со оглед на тоа што велите дека тешко се доаѓа до конкретна информација или до доказ кој што ќе го потврди тоа? Јас секогаш викам со оптимизам, и со напорна работа се стига до резултатите. И јас, заедно со мојот тим, го даваме нашиот максимум да стигнеме до тие податоци. И ако имаме некои оперативни земји кои што не ги дават податоци, меѓутоа ние сме упорни и верувам дека барем некој случај ќе расчистиме околу дело за перење пари, дали тоа ќе бидат инволвирани бизнисмени, крупни бизнисмени или па јавни личности или политичари, тоа ќе каже самата истрага која ќе се заврши. Господине Муареми, каква е вашата соработка со јавното обвинителство? Колку е тешко да се убеди јавниот обвинител да покрене постапка за одреден предмет за кој што вие имате сомневања дека е незаконски? Управата за финансиска полиција во секој време, секојдневно е во координација со јавното обвинителство. Факт е дека околу финансискиот криминал секогаш јавните обвинители некогаш имаат и недоразбирање и треба се подетално да им се објасни финансискиот криминал, затоа што сепак тие се правници и делот околу финансиите имаат потешкоти за да разберат како и на кој начин е направен. Меѓутоа, на крај успеате заеднички и верувам дека сите предмети кои што се дадени, поголемиот дел од предмети кои што се дадени од Управата за финансиска полиција, дели имате и завршници, дели имате и спогодби, и на тој начин и почнуваме да враќаме и тие пари. Корупцијата и организираниот криминал најчесто се поврзани со високи владини функционери и со луѓе на мокни позиции. Од тука ве прашувам, дали имате притисоци во секојдневната работа и колку е возможно да се остане имун на каков било обид да замолчите или да прекинете конкретна истрага од страна на трети лица?
Од денот кога е добиена позицијата, јас како директор на управата за финансиска полиција, имаме нулта толеранција, нели, за организираниот криминал и корупција. Тоа е јасно на сите и работиме во делот каде што да го расчистиме секој вид криминал. Без разлика дали е направено од страна на поранешните функционери или сегашните функционери. Имаме случаи што водиме кај што се инволвирани сегашни функционери. Така да, значи, никаков притисок нема. До сега, мислам, во управата за финансиска полиција. Притисок има за да се расчисти криминалот. А другиот дел, значи, до сега нема. Еве конкретен пример. Во јавноста извесен период се појави случајот банки. Јавноста дозна за овој случај во кој што наводно се работи за еден софистициран криминал кој што се правел во банките, а во кој се вклучени луѓе на високи позиции. Не е ли своевиден притисок и тоа што една јавна обвинителка беше сменета од страна на нејзина колешка, токму поради тоа што работела на случајот во кој што пак е вмешан нејзин, наводно е вмешан нејзин сопруг? Јас колку што знам, значи, тие се настани пред да се добие позицијата, нели, директор на управата за финансиска полиција. После тоа дадов наредба, нели, направив и работна група од оперативци, аналитичари и форензичари кои што ќе го работат тој случај и е активен тој случај. Меѓутоа, бидејќи се работи во предистражна постапка, не би сакал многу детали да кажувам за случајот, но сепак постои тука кај нас случај и се работи интензивно. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.